Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативно-политичката емисија Интервју. Вечерва мој и ваш гостин е господинот Љупчо Николовски, носител на листата за кандидати за пратеници од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица број 3. Ке разговараме за што друго ако не за изборниот тек. Добро дојдовте. Добро ме најдов и поздрав до сите ваши гледачи. Господин Николовски, уште малку ни остана до 11 декември. Најнапред, како сте задоволни од тоа како вие го презентиравте вашиот план за живот, но и како граѓаните го примаат? Апсолутно она што го направивме во изборната кампања, го представувавме нашиот план за живот во Македонија. Тоа е победничкиот план, победничката програма, тоа е идната владина програма зад која што ќе стои владата предводена од Зоран Заев. Третата изборна единица е сосема разбудена. Во третата изборна единица ќе биде најголемото изненадување, затоа што граѓаните, осиромашените граѓани од страна на ова злосторничка и криминална власт на ВМРО-ДПМН, она што им го направи во изминатите 10 години, силно ќе ја казнат оваа политика. Реки на народ, на гласови ќе се претворат во гласачките кутии на 11 декември. Го знаеме амбиентот, ги знаеме проблемите на граѓаните. Тоа станува збор за една изборна единица во која што цути криминалот и корупцијата, во која што иселувањето на младите и на сите луѓе е алармантно. Изборна единица во која што институциите целосно се во функција на власта и на политичката партија на власт. Изборна единица во која што во изминатите циклуси ВМРО-ДПМН постојано овие гласачи ги користеше само за изборни цели, со уцени, со закани, со притисоци, со подкупување. Токму затоа на 11 декември силно ќе одекне гласот на овие граѓани. Казната ќе биде огромна за политиките, злосторничките политики на ВМРО-ДПМН, токму на луѓето од овој регион. Немаме право да ги коментираме повеќе, нели, според законот, анкетите кои што се направени во Република Македонија. Ова интервју, нели, го правиме во оние последни 5 дена кога нема право да се коментира. Но велите дека имате план за живот на младите во Република Македонија. Ќе го запрете оној процес како што велите вие на иселување. На кој начин? Вистинската анкета на 11 декември и народот наистина веќе е решен дека става крај на овие злодела. Наш најголем фокус во планот за живот во Македонија, кој што го испишавме заедно со граѓаните во овие 2 години, се секако младите. Иселувањето мора да се спречи во државата. Особено Велес знае колкав е тој голем проблем за Велес. Ги нема ниту вработувањата, ги нема ниту платите повисоки. Нема никаква економија токму во периодот на ова 10-годишно владење на ВМРО-ДПМН. Ќе ставиме крај на иселувањето во Македонија со тоа што силно ќе ги поддржиме младите луѓе да останат тук. Затоа нашиот план за живот во Македонија предвидува формирање на најголем дел во најголемите општини регионални стартап бизнис центри во кои што секој млад човек ќе може да основа компанија со 1 евро основачки влог, ќе добие 10.000 евра неповратни средства за секоја добра бизнис идеја, ќе може да биде сместен 2 години во тие регионални стартап бизнис центри, за да има и сметководител, и книговодител, и заеднички служби, инфраструктура, да биде ослободен од одредени давачки, да има услови да ја развива својата бизнис идеја. И уште повеќе да добие 15.000 евра кредит со 1% камата, за да продолжи да својот бизнис и предприемништво го развива тука во Македонија. Ние даваме во целиот план за живот во сите сегменти апсолутно огромна поддршка на младите. Европската младинска гаранција силно ќе ја воведеме во Македонија, која што значи дека во рок од 4 месеци до оформувањето на секој образование, на секој млад човек, секој ќе добие понуда од државата. Или тренинг, или вработување, или финансиска поддршка за понатамошно образование. Имате ли план, велите, секој ќе добива по 10.000 евра на почетокот, нели, за да може да го заживее својот бизнис, но ќе добива и кредит со многу ниска каматна стапка. Чинам дека рековте од 1%. Имате ли план од каде ќе ги најдете тие пари? Еве, да предпоставиме дека наеднаш овој план ќе го прифатат голем број на млади невработени. Имаат идеја, немаат капитал да реализираат. Сега имаат можноста да го направат. Апсолутно. Не само за ова. За се имаме испланирано од каде средства
за реализацијата на целиот овој план, затоа што планот за живот во Македонија е создаден согласно на високите меѓународни светски практики кои што се вметнати и земени во предвид. Овој план за живот во Македонија е базиран на наука, на историја, на факти, на аргументи, на сето она што ни стоеше на располагање. И токму затоа до денар и до евро е пресветено тежината на сите овие планови кои што ги имаме за сите целни групи во Македонија. Но тоа е поврзано и со кога збориме за младите, користењето на европските фондови, кои што оваа влада не сака да ги користи за да не ги контролира домашните трошења во буџетот, е еден аспект. Исто така, 320 најдобри бизнес идеи кажавме дека годишно ќе добиваат апсолутна и целосна поддршка. И се што ќе направиме ќе биде за младите луѓе да останат тука. Но треба да се представи на јавноста да знае и другиот дел од нашиот план. Првиот столб е правдата во државата. Мора да се вратат парите назад кон граѓаните. Проектот Вистината за Македонија и бомбите многу добро покажаа како милиарди евра се изнесени надвор од Македонија, на приватни сметки токму на функционери на ВМРО-ДПМН, на фамилијата. Милиарди евра се изнесени, тоа го потврди и Светската банка. До крај ќе стоиме да парите се вратат назад во државата. Но исто така во буџетот има околу 470 милиони евра годишно која што оваа власт ги троши на споменици, на реклами, на скулптури, на музеи, на панорамски тркала, се користат нетранспарентно, незаконски и нереално. Само преку министерството во кое што сум откривме десетици милионски евра скандали кои што тежат десетици милиони евра за работи кои што требале да бидат извршени, не се извршени. Да ве потсетам само на чистењето на каналите. Како парите одеа кај луѓе, кај фирми, кај медиуми кои што одработуваат за ВМРО-ДПМН, а со тие пари треба да се чистат каналите. И при тоа Државниот завод за ревизија констатира дека каналите не се чистени, дека парите не завршиле на начин на кој што треба. На милион еден начин ова власт софистицирано го осиромаши овој народ, ги изнесе парите надвор од Македонија. Нашиот целосен фокус е како парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Но при тоа и идната демократска власт, идната демократска влада се обврзува на дополнителни, покрај тоа што велиме дека ќе донесеме закон со кој што не може повеќе да се градат споменици, скулптури и панорамски тркала. Не може Македонија да се задолжува непродуктивно, освен за капитални инвестиции од кои што ќе имаме корист. И уште неколку други законот со кој што криминално стекнатиот имот веднаш после првата правосилна пресуда ќе биде запленет. Законот со кој што ќе забраниме офшор компании во Македонија да имаат капитал, богатства, а при тоа да не се знае кои се собствениците. Ќе имаат рок во кој што треба да се прилагодат. Прислушкувањето во државата е направено токму заради тоа да се влезе во животот на секој човек, токму за да се презимаат компании од одредени фамилии, од фамилијата на власт, да се контролира целиот бизнис сектор. Токму затоа сме убедени дека со цврста, храбра законска рамка, со генерален реизбор во судството, правдата во државата ќе се врати и украдените пари ќе ги вратат до евро назад и точка. И од тоа нема бегање. Нема да се пазариме. Но тоа е едната работа. Само момент, кога сме веќе кај реизбор на судиите. Изминатите денови имаше јавна дебата во Република Македонија токму околу оваа ваша идеја или овој ваш проект. Експертите кои што се дел од судскиот систем велат дека овој не е така многу добро. Во еден момент, да речете, се прави чистка во судството и носат нови суди. Како ќе го направите? Ние во ниту еден момент не сме кажале дека ќе се прави чистка во судството. Напротив, мора да низ еден контролен процес го поставиме целото судство. Судството кое што носеше досега одлуки со по политички нарачки, обвинителството кое што исто така носеше покренуваше обвиненија на ист начин. Тоа го слушнавме од бомбите, тоа го има многу повеќе во материјалите од Вистината за Македонија, од преслушкуваните разговори. Тоа се констатации, слабостите во судството се констатации во сите наши меѓународни извештаи. Слушавме за судиот тефтерчето на Гордана Јанкуловска, слушавме за Сваровски судството. Честните, искрените, одговорни, стручни, професионални во ниту еден случај не смеат да бидат доведени во прашање, но судството мора да се ослободи од партиските судии, од партиските нарачки. Судството не сме да биде под контрола на ниту една политичка партија и затоа ќе го почнеме тој контролен процес преку кој што ќе има генерален реизбор на судиите во државата, но при тоа само за да се ослободи од политички диктати, од политички нарачани непресуди. Господин Николовски, велете, ги слушавме бомбите, ги слушавме разговорите. Тоа никаде на суд веќе не е докажано.
Се уште не е докажано. Базирате ли се на она што сте го слушале или го слушал македонскиот народ, а при тоа се уште не знаеме како се тоа ќе заврши. Правно издржано. Многу е јасно и тоа е потврдено веќе дека прислушкувањето направено во управата за јавно УБК. Тоа веќе не е дилема, тоа е потврдено со сите постапки. Има имаме и осуден човек што признал како одел кој му е работодавач и се тоа. Ајде молам сега да се вратиме на она што ни е темата околу младите, околу можноста за зголемена просечна плата. Сакав уште неколку работи да кажам за да бидат луѓето уверени, а граѓаните се веќе уверени, тоа ќе го покажат 11 декември, дека првен ќе има искрена, честна и одговорна власт. Ние се навикнавме и се создаде перцепција дека власта и политичарите мора да бидат само корумпирани и само да се занимаваат со криминал. Тоа не го направи ВМРО ДПМН. И луѓето затоа велат сега од каде пари. Затоа што поаѓаат од претпоставката дека постојано во Македонија се крадне. Во Македонија мора да престане се крадне, но ќе имаме и честна одговорна власт која што ќе создаде контрола сама на себе. Да ве потсетам дека ние на нашите пратенички листи имаме 6 кандидати за пратеници на добитни комбинации, ќе бидат повеќе, кои што не се членови на СДСМ, ниту се дел од коалицијата, не се дел од политичките партии од коалицијата. Тие се независни луѓе кои што ќе бидат силна контрола. Мислите на оние кои што беа директно со вас вклучени во текот на изминатите 2 години кога се реализира протестите? Апсолутно, да. Сите граѓани кои што се избореа за правдата и за вистината. Сите граѓани кои што се крена на нозе за да се сузбие, поништи криминалната аболиција на Ѓорѓи Иванов со која што беа заштитени извршниот комитет на ВМРО ДПМН. И имате дадено изјава дека поддржувате она што се случува, ја поддржувате шарената револуција. Значи, не можеме сега да речеме дека тие биле сосема независни, не партиски луѓе со вас. А што е тука проблем? Не ви го разберам прашањето. Јас зборам за луѓе за кои што СДСМ се ги отвори вратите, за да се вклучат. Оваа борба и битка не е битка само на Зоран Заев или на било кој друг, таа е битка на сите граѓани и сите граѓани ќе ја испорачаат казната. Јас зборам дека СДСМ отстапи, направи, воведе нови стандарди и нови вредности, отстапивме место на луѓе кои што не се партиски членови на СДСМ и кои што нема секогаш во парламентот, како што тоа координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе им каже со наредба дека мораат да гласаат и да се штанцаат закони во среденоќ, по скратени постапки, и сето тоа да предизвика паника, да предизвика страв, да се продуцираат казни за граѓаните да се држат под пресија, бизнес секторот да нема правна сигурност. Напротив, да имаме луѓе кои што ќе бидат силна контрола и на идната власт, кои што не секогаш ќе гласаат исто во собранието. И тоа е една нова вредност и не знам што е тука проблем, тоа е нов стандард кој што СДСМ го вовел. Тоа никогаш ВМРО ДПМН нема да го направи. Ние правиме отстапка се со цел идната влада да биде уште повеќе контролирана од граѓаните и медиумите. Следната влада нема да има 26, ќе има 20 министерства. Тоа е кратење на огромен број на ресурси. Економските промотори јасно е дека веднаш ќе ги укинеме, затоа што ја чина државата милиони евра, тоа се пари за секретарки, за коли, за џипови, за хотели, за луксузи, а при тоа никој од тие економски промотори ги нема посетено земјоделците и да ги праша каде да го пласират земјоделскиот производ. Да, но може би посетиле некои од странските инвеститори кои што дојдоа во Македонија. Странските инвеститори, кога сме кај нив, затоа велиме дека апсолутно целосна поддршка ќе даваме на домашниот сектор. Странските инвеститори не може да бидат стожер на економијата, туку напротив треба да бидат дополнителна вредност. Ние целосна поддршка ќе даваме на компаниите и фирмите кои што ВМРО ДПМН ги уништи во овој период. 10.000 македонски домашни компании се затворени, се ликвидирани. Луѓето остануваат без работа, а малите бизниси домашни се сочуваат со извршители, со казни, со притисоци, со закани и уцени. Наспоред тоа, 200.000 евра од годишниот буџет на оваа влада, на оваа криминална власт, одат за домашните компании, а 17 милиони евра за една компанија во која што се дава плата од 8.000 денари, ама таа странска компанија е ослободена од 10 години од придонеси, не се плаќа земјишта, изградени хали, ослободена од сите давачки во државата. Затоа велим, ќе создадеме нови добро платени работни места за да младите да останат тука и 140 милиони евра пари ќе ги насочиме токму кон новија компании, за да се креират нови, но добро платени работни места. За секое работно место, ново отворено, за човек до 50 години. Ќе имаме државна финансиска поддршка од 108.000 денари. Не за газдите,
туку за да луѓето вработените земаат просечна бруто плата во државата. 172.000 денари ќе биде поддршката за најранливите, за најзагрозените. Токму затоа овој план ги штити најзагрозените и најранливите категории на граѓани кои што ВМРО ДПМН ги заборави и кои што за ВМРО ДПМН се само гласачка машинерија за денот на изборите. Ние најмногу ќе се грижиме за нив. Токму затоа е таа силна поддршка од 140 милиони евра за домашниот сектор за македонските компании. Казните ќе ги прополовиме во секој закон. Во кој што се предвидени казнени одредби, ќе доживее промена во првите 180 дена. Затоа што прво ќе ја уведеме опомената, па преполовена казна, па подоцна, ако трет пат се повтори неправилноста, незаконитоста, тогаш ќе имаме казни. Меѓутоа, домашниот сектор треба во целина државата да го помогне и домашниот сектор ќе креира нови и добро платени работни места во државата. Времето ни е ограничено, сепак ќе оставам на вас. Дали ќе одговорите на прашањето 30.000 просечна плата во Република Македонија, нели по 4 години или на истекот на еден мандат, или пак ќе преминеме на ресорот земјоделие, онаму каде што во моментов нели сте и вие делот. Првен сакам да споменам уште некои работи кои што за да доеме и до платата и до тоа дека пари има во државата. Првин, јасно е дека 470 милиона евра се краднат од буџетот, се трошат незаконски, неправилно, на грбот на граѓаните. Граѓаните се осиромашуваат за да се богати власт. Граѓаните се осиромашуваат за да се изнесуваат парите надвор на приватни сметки. Ова е јавна емисија, имаме докази дека ако ни побара ова што го говориме сега? Апсолутно. Кажав дека ние како власт, ние како влада, како одговорни луѓе, ќе донесеме низа на закони со кои што ќе ги скратиме привилегиите на луѓето, на функционерите. 50% од целокупните возила кои што се во рамки на министерствата ќе бидат продадени. Ќе го воведеме системот за секој буџетски денар на увид. Секој граѓанин од дома, од компјутер, да може да види како се трошат парите на граѓаните. Секој функционер, секој министер, особено на страната, веб страната на Министерството за финансии, мора да има извештај за секој министерство, секој налог, секој министер што го подпишува. Тоа ќе значи силна контрола на било кој функционер, па од која партија и да доаѓа. Пратениците ќе ги смениме актите со кои што пратениците земаат такви привилегии, односно патни трошоци. Тоа е само еден дел. Ќе предложиме за следните избори парламент со помал број на пратеници. Ќе предложиме една отворена листа со една изборна единица со отворени листи. После втората година јавниот обвинител ќе биде на предлог на опозицијата од редот на експертите во државата. Ќе воведеме силна контрола од граѓаните токму на власта, за да никоја власт не забега како што тоа се случи со оваа власт. Нашата цел во овие 2 години и после секоја бомба, председателот повторуваше никогаш да не се повтори. Токму затоа истраевме во целиот овој проект кој што завршува на 11 декември со крупни промени во државата, за да никогаш повеќе не ни се случи таква забегана власт. И ако имаме отворени една изборна единица со отворен избирачки список и за локалните избори, затоа што тие веќе ни доаѓаат по неколку месеци, ќе може тоа да го реализираме во Република Македонија? Да, ќе го предложиме за советниците. Да. Сакав да се навратам на прашањето кој што најактуелно тоа е за платите. Затоа што има пари во буџетот, затоа што нашите приоритети ќе бидат насочени кон секој човек и кон секој граѓанин, а не кон криминално изнесување на парите надвор, напротив кон враќање на парите назад, и ќе започнеме со спирално покачување на платите. Минималната плата во април ќе биде 12, до крајот на мандатот 16.000 денари, со тоа што државата нема да ги заборави ни фирмите, по 1.900 денари ќе добие секоја компанија која што ќе заради за да го спроведе токму законот за минимална плата. Без исклучок во секоја една индустрија и во индустријата за текстил, кожа и обувки. А нашиот план за живот се фокусира на повеќе пари во секое семејство. Кинување на радиодифузната такса, враќањето на ефтината електрична енергија, војдување на праведни даноци, враќањето на 15% од данокот на додадена вредност. Но при тоа треба да се знае со промената на даночната политика повеќе пари ќе влезат во буџетот, затоа што оние кои што имаат повеќе, оние кои што имаат огромни примања, ќе плаќаат повеќе и персонален данок во државата и секакви примања и секакви даноци. Меѓутоа, они кои што имаат помалку, ќе плаќат помалку. Не може за плата од 1500 евра и за плата од 150 евра да се плаќа ист персонален данок.
за секоја плата над 1000 евра, персоналниот данок ќе биде 18%, наместо 10, а за секоја до 60.000 денари ќе биде помало тоа што е сега. Ќе има повеќе пари за да се реагира, за да се подржи социјалната сфера, луѓето кои што се најранливи, луѓето кои што се најмаргинализирани. Токму затоа ќе има и пари и за нашиот проект за извлекување на луѓето од сиромаштија, и за државната социјална пензија, и за покачувањето на платите. Со спиралното покачување на платите, со поддршката на домашните компании да отворат нови, добро платени работни места за тие 140 милиони евра кои што директно ќе одат кај овие фирми, ама при тоа ќе се обврзат да даваат просечна бруто плата во државата. Ќе започне спиралното покачување на платите, кое што до крајот на мандатот, преку кое што просечната плата ќе достигне до 30.000 денари. Ако се покачуваат платите во приватниот сектор, токму затоа ќе се покачуваат платите во здравството, во образованието. Секој специјалист на крајот на мандатот ќе зема плата од 100.000 денари, за да ја сузбиеме корупцијата, за да ја сузбиеме подкупувањето, за да овие лекари, специјалисти ги задржиме тука во Македонија, да не бегаат надвор од Македонија. 200 лекари одат годишно надвор од Македонија. Населените места на секаде низ Македонија, поминав ни целата трета изборна единица, тоа е еден од клучните проблеми. Веќе во помалите градови нема гинеколог, нема анестезиолог, нема интернист. Луѓето кои што одат во пензија, докторите, ценетите, после тоа нема нови млади луѓе кои што стануваат таму. Затоа мора да ги стимулираме. Во секој вработен во здравствениот сектор на крајот на мандатот ќе зема дупло поголема плата. Во образовниот процес нема да има наставник, професор кој што кога ќе започне со работа нема да има плата испод просечната брута плата. Тоа ќе биде минималната плата и за образованието. Таа просечна брута плата во државата. На тој начин и реално ќе се покачуваат пензиите. Ќе го вратиме 2 пати годишно зголемувањето на пензиите кое што Никола Груевски го укина и ова влада, усогласувањето, ама на реалните трошоци за живот и на реалното покачување на платите. Да не биде тоа покачување 3%, 5%, 200 денари, 300 денари. Напротив, со спиралното покачување на платите постепено во следниот 4 годишен мандат, ќе дојдеме и до реално усогласување, односно 2 пати реално покачување на пензиите, согласно трошоците на живот и согласно порастот на платите. Токму тој систем и на сузбивање на криминалот, и на враќање парите назад во државата, но и на одговорност на следната власт, кратењето на непродуктивните трошења по секој еден основ. Токму затоа се ослободуваат поголем број на средства преку кои што ќе се враќаат парите назад кон граѓани. Господин Николовски, интересно интервју морам да признам, не знам како вие го доживувате. Меѓутоа, сакам сега да ве прашам дека во 5-то подглавие од изборната програма План за живот стои дека ќе градите едно општество. Го ставате фокусот врз социјалните разлики наместо на меѓуетничките и другите тензии. Но дали не мислите дека после неколкуте изјави на вашиот лидер фактички во Македонија се случи сосема она што не требаше да не се случи, меѓуетнички тензии, воведување на двојазичност во Република Македонија, можност одменување на рамката на рамковниот договор која што е всушност и дел од Уставот на Република Македонија. Ја не знам од каде ви се овие информации прво за било какви изјави поврзани со двојазичност. Прашањата лидерот Зоран Заев, па треба внимателно да се слушне за да се знае што се збори. Наша цел е токму социјалните разлики. Наша цел е токму градењето на едно општество. Наша цел е живот на сите во Македонија, решавањето на животните проблеми и на прашања на секој човек сегде во Македонија. Дали е во Кратово, дали е во Велес, дали е во Шипковица, сите граѓани се осиромашени од оваа власт, која што кога се во прашање тендерските постапки, кога се во прашање милионите пари, кога се во токму затоа, тоа е извитуперување на изјава. Пишување нели на изјава ако сакаш да учиш во музичко училиште. Токму тоа е извитуперување на било кои ставови политики на СДСМ. Во овој период покажува дека Никола Груевски нема план, нема програма, дека во состојба во која што се најде да нема што да понуди затоа што не може 10 години да ги лажете граѓаните,
Токму затоа започнуваат и продолжуваат со некакви си прашања кои што постојат само во главата на Никола Груевски. Прашањето за федерализација, за кантонизација, за двојазичност постои само во главата на Никола Груевски. Ки има конфискација на криминално стекнатиот имот. И од тоа, и за тоа, нити со Заев, нити со било кој нема пазарење, нема договарање, нема попуштање. Криминално стекнатиот имот мора да се врати на граѓаните. Уставот ги гарантира сите човекови права. Уставот нема да се менува. Нема никакви други отворени прашања кои што само се во главата на Никола Груевски и кои што сака да го лаже, да продолжи да го лаже, манипулира, уценува, подкупува токму овој напатен народ кој што го сиромаши овие 10 години. Тоа постои само во нивната глава. Македонија има либерален европски устав кој што ги гарантира сите основни човекови права, кој што е целосна правна рамка, двојазичноста, знаеме дека постои во општините во кои што тоа согласно уставот условите се исполнети за тоа. Има население кое што е над 20%. И тоа е токму воведено во времето на Никола Груевски. И не може да бега од таа работа. Тоа е прашање кое што одамна е затворено. Ние сега во овој период збориме за животот на граѓаните, како да се подобри животот на граѓаните сегде во Македонија, како да се решат основните животни проблеми, како да има повисоки плати, како да има нови добро платени работни места, како да ги заштитиме најранливите, најмаргинализираните групи од оваа власт во овие 10 години. Како да се грижиме за секој човек и за секој граѓанин. Нас ни битен секој човек е битен и токму затоа велиме дека ќе градиме едно општество за сите граѓани во Македонија. Прашањата за двојазичност, федерализација се само во главата на Никола Груевски и на ниту едно друго место. Имаме само што многу малку време. Сосема нарочно го остави прашањето за земјоделците. Доаѓаат и од тој ресор. Што е она што им го ветувате или го има во овој план за живот, а се однесува на развојот на македонското земјоделство? Ние во оваа година прво ги потврдивме сите злоупотреби и малверзации кои што биле правени на грбот на вистинските земјоделци. Како ресурсите на Министерството биле ставени целосно во функција на една политичка партија, а на штета на сите земјоделци. Како земјоделците биле исто така сметани како гласачка машинерија само за изборите. Но таа слика сосема промената. Нема ниту еден демант, нема ниту една можност да се демантира она што го откривме, што го изнесовме на јавноста и за кое што поднесовме низа на кривични пријави. Но она во што сме убедени и она кој што ќе го правиме. Имаме лидер кој што доаѓа од земјоделски крај, од земјоделска фамилија, кој што ги знае маките и наш целосен фокус ќе биде ставен на земјоделството, кој што може да биде и мора да биде основа на македонската економија. Веднаш што ќе направиме е државна ревизија, односно ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, да им се земе на луѓето кои што го имаат, кои што не го обработуваат, а кои што за тоа земаат субвенции. Има еден организиран систем на криминал токму и во рамки на ова министерство кој што мора да се разби. Затоа ќе направиме ревизија и на сите концесии за земјоделско земјиште и на сите ловишта, на пасишта, на сето она што произлегува од министерството. Ќе уведеме зелена нафта поевтина 50% за секој еден вистински земјоделец во првите 180 дена, за да ги намалиме производните трошоци. Ќе има квалитетни заштитни средства и препарати. Ќе создадеме интервентен фонд од 6 милиони евра, преку кој што ќе се откупува вишокот на земјоделско производство секогаш кога имаме пореметување на понудата и поборувачката, секогаш кога цените на нешто да се произведе, трошоците се повисоки од она што да се продаде. А токму тоа е најголемиот клучен проблем. Ако продолжи вака политиката во земјоделството, веќе никој нема да се занимава. Затоа ќе дадеме силна поддршка и на смалување на производствените трошоци преку зелената нафта, преку субвенционирање на вештачки ѓубрива, на квалитетни заштитни средства и препарати, преку 640 милиони евра, ама навремени, сигурни субвенции за вистинските земјоделци. За вистинските 640 милиони, односно 160 милиони евра годишно. Зголемувањето по сите основи ќе биде 20% поголемо за секој нов хектар, 30% поголеми субвенции за секое ново грло. Особена поддршка на младите земјоделци до 35 години, кои што ќе имаат 10% екстра субвенции, кои што ќе бидат ослободени од концесија за земјоделското земјиште во следните 5 години, кои што ќе имаат целосна поддршка за набавка на механизација. Државата 30 дена пред секој откуп
ќе посредува задолжително помеѓу производителите, откупувачите, се со цел дефинирање на цените, се со цел да имаме сигурен откуп на земјоделското производство. Во периодот што следи ќе направиме иронизација и многу други мерки преку кои што ќе државата ќе стои зад земјоделецот, за достоинствениот живот на секој земјоделец. Земјоделците чија основна дејност е земјоделството, ќе бидат ослободени од паушалното даночно ослободување. Ќе уведеме бенефициран стаж за секој земјоделец, 13 месеци наместо 12. И клучно, државата ќе се грижи за пласманот на земјоделските производи. Не може да плаќаме 1400 луѓе чија што оврска е тоа и работа, не може да има сектори во сите министерства, па вклучително и Министерството за надворешни работи, не може да има 5 министри за странски инвестиции, како што кажа 40 економски промотори, и да секоја година резултатите во земјоделието бидат покатастрофални. Да секоја година се затвараат пазарите, да нема пласман, да нема нови договори. Тоа се огромни трошоци за кои што државата мора да гарантира. Државата мора да отвори нови пазари, нови договори, нов пласман на земјоделските производи. Затоа ќе ги субвенционираме и извозно ориентираните компании со 20% покривање на трошоците за транспорт за поодалечени места. Се со цел да го субвенционираме, односно да го поддржиме извозот, да има и овие компании да бидат стимулирани, да наоѓаат нови пласмани, нови договори, да се борат за пласман токму на земјоделското производство. Господин Николовски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте гости во нашата телевизија. Се надевам дека и во наредниот период повторно ќе имаме можност да ве видиме тука во ова студио. За крај, кои се очекувањата од 11 декември? 11 декември веќе е јасно, граѓаните треба да се среќни, радосни, весели, затоа што ова мрачно време во овие 10 години завршува на 11 декември. Се што направивме во овие 2 години не е случајно. Се што направивме, нашата истраност, нашата верба, нашата упорност со сите граѓани на државата, со целото ова граѓанско општество, со невладините организации, со целата коалиција, со секој поединец во државата. Направивме се на 11 декември да имаме крупни промени во Македонија. Доаѓаат сеопфатни промени, на 11 декември доаѓа правдата, слободата, демократијата, ќе враќаме вистинските вредности во Македонија. На 11 декември се враќа животот во Македонија. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што и оваа вечер бевте заедно со нас, го проследивте телевизиското интервју со Љупчо Николовски, кандидат или носител на листата на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица број 3. Останете и понатаму на оваа фреквенција, гледате регионална К1 телевизија. Пријатно.